Да, се враќаме во студиото. Како што најавивме, тука е господинот Борис Начков, поранешен технички директор во Водовод. Со господинот Начков неколку пати сме разговарале за тема загадување на водите, загадување на изворите за пиење пред се во Скопје и Скопско. Господин Начков, добро дојдовте во студио 10. Ве повикав сега поради проблемот во Струга. Имено она за кое што вие зборувате и алармирате со години, пред се вие зборувате за Скопје, но потполно истата работа се случи во Струга сега. И сега сме имале загадување на вода и во други градови. Имаше и во Струмица, нели, во минатото, имаше во Гевгелија и во други градови. Сега ве повикав повторно да го реактуализираме ова, да зборуваме за она, како што се вели, додека не е доцна, да се реагира на време. Следите што се случува во Струга, само еве за еден вовет во разговорот, се плашете ли дека нешто вакво може да се повтори во Скопје? Најпрво им благодарам на поканата и ова што го дискутираме и моите заложби се повеќе годишни, се со цел на време да се интервенира за да не биде касно. Велите, ваква случај имаше со Струмица месец дена, имаше во Берово, имаше во Гостивар, еве сега Струга. Ова истото многу лесно може да се повтори и во бунарското подрачје Нерези Лепенец и во Раче. Тоа е се неодговорен однос и некомпетентност на надлежните. Зашто? Сме зборале за национална стратегија изработена од словенците кој донација 80%. Све што е со води треба да биде во животна средина. Вака сега имаме во транспорт и врски водовод и канализација, во економија остана за индустрија водата, добро што се подели она за енергетика сега има, во земјоделие, вода за наводнување, тамо штрајкуваат лозари, тутунари, оризари, последна дупка им е водоснабдувањето. Во транспорт и врски, патишта, железница, автопатеви, исто потоа. Све треба да помине во животна средина и да се знае кој е надлежен и одговорен. Ова што се случи во Струмица ни беше добар повод, ова сега што се случува во Струга е крајно време да овој сектор биде координиран, интегрирано, управуван од едно место, да се знае кој е надлежен, кој е инспекција и кој е одговорен. Вака нема крај работа. Да, добро, ќе навлеземе во разговорот и во деталите, се разбира. Ајде прво да го видиме прилогот на колешката Адријана Митевска-Момировска од минатата недела, каде што општината Струга ги идентификува изворите на загадување и причините зошто Струга нема вода за пиење. Да го видиме прилогот, па ќе продолжиме со разговорот. Две компании кои вршеле ископ близу до изворот се едни од причинителите за хаваријата кај Шум, поради која стружани 11 ден се без чиста вода за пиење, вели струшкиот градоначелник, кој додава дека таму се вршени длабоки ископувања и оштетувања кои многу тешко ќе се санираат. Тој на денешната вонредна седница на Струшкиот совет поднесе извештај за преземените активности во врска со актуелната состојба, во кој се констатира дека биле дозволени ископувања повеќе од 10 години без критериуми, исклучиво за материјална корист. Имало сериозна институционална аномалија, бидејќи една од компаниите добила дозвола за ископувања во оваа чувствителна зона, каде не е утврдена заштитна зона од 1 километар околу изворот, зона од 300 метри од изворот, каде што не треба да се дозволи никакво ископување ниту движење во близина, зона од 600 метри и зона до 1 километар, која требало да биде оградена и физички заштитена, се вели во извештајот. Имаме веќе дадено налог да се престане таму, компаниите кои вршеле дејности веќе престана и нема да дозволиме. Сигурно барам и од другите институции тоа да се спречи, мада за сега нема дејности. Сега после ова ќе имаме заклучоци што понатаму како да санираме, иако е тешко да се санира. Од Центарот за јавно здравје Охрид информираат дека во водата кај изворот пронајдени се неколку опасни бактерии, меѓу кои и Ешерихија коли, а на повеќе локации во градот, особено кај општата болница,
Матноста и понатаму е висока. Наведуваат дека освен ископувањата, таму фактор за загадувањето се и септичките јами во куќите околу изворите. Нови примероци од водата се пуштени на дополнителни испитувања во Државниот центар за јавно здравје. Оние ископини што се направени, така е земјата растресена сега е таа земја, не е набијана и водата од врнежите понира долу и автоматски соси себе, носи и честички од земјата и кал. Таа матнотија, тие честички од матноста, да не речам кал, се таложи на цевките. Се таложи на цевките. Тие цевки, додека не се добро промијат, значи прво се треба да се изврши хиперхлорирање, тоа хиперхлорирање и во моментов треба да го има по правилник е законски издржано од 0,8 до 1 при вакви ситуации. ТВ24 претходно информираше дека каменоломот кај Шум добил забрана за работа, а сега се чекаат резултатите од истрагата и од основното јавно обвинителство, кој ќе треба да потврди дали хаваријата е предизвикана од неправилната и нестручна експлоатација на минерали, но и дали фирмата која го вршела тоа имала соодветна дозвола. По бурните реакции во јавноста и регионалната канцеларија на Народниот правобранител во Кичево отвори постапка по сопствена иницијатива за да ја испита ситуацијата. Да, се враќаме во студиото. Господин Начков, изворите за начинот на загадување во Струга е идентичен со она што вие го зборувате дека се опасности и за Скопското подршје. Имено зборуваме за бунарите во Рашче и за Нерези Лепенец. Зошто, еве да вратиме за гледачите да ги потсетиме, зошто вие велите дека таму треба да се превземат мерки и дека постои опасност нешто слично да се случи во Скопје? Еве само да се надобрзам на ова што е за Струга. Тоа е неодговорен однос на сите. Добро кажува Центарот за јавно здравје колку е бистрината и ова. Меѓутоа јас би сакал да слушнам од надлежните републички инспектори, а тоа е Државниот инспекторат за животна средина. Молк. Сите се повлекуваат. И ова тешко ќе се случи. 15 дена Струга има проблем со вода. Проста математика е тоа. На еден човек дневно му треба 4 литри науката и литературата. 4 флаширана вода е 1 евро 4 литри на ден. 50.000 жители во Струга. По 1 евро 50.000 евра на ден. По 15 дена се 750.000 евра. А плюс што идат од чешмите што полна за техничка вода, за туширање, за машини, за ова, коли со туби со ова. Крајно време е да сватиме овој сектор да се организира и да биде све во животна средина и да се знае кој е одговорен кој е. Што се случува во Скопје? Спорен дуб донесен во сабота, на воредна седница, предвидени 17-22 катници. Има експертиза, еве експертизата, направена во 2017 година, времето кога Коце беше градоначелник. Во експертизата, викам, нивото на подземните води е од 3 до 7 метри. Значи, надоле не смее да се движи. Од 2017 поминати се 2 мандата на градоначелник на Скопје и влади и претходна и сега, не е мрднато. Таа треба подхитно да се донесе, али има постојна одлука која треба да се почитува и да стане документ за да не може да се играме. Еве сега, читате и вие, гледаме и јас, 42 катници Скопје на вода. Заштитната зона на бунарското подршје во неделя се проделя од булеварот 8 септември пред Александар Палас до Гологанов, фаќа до Сарај и до Орман. На тие потези може да се гради само едно ниво надоле, тоа е 3 метри. Другото треба да се прават армирано-бетонски плочи, за да може тој терет од објектите да се какви згради таму со тие. Идеално место, таа локација што се спомнува со тој нов дуб што се вика поред Александар Палас, е за клинички центар. Тука ни е 8 септември, тука ни е клиника Жан Митрев и таа локација решена инфраструктура, меѓутоа да не се иде подлабоко од едно ниво.
Да, тој фамозен така наречен проект Скопје на вода, за кој некои зборуваат, кој се уште не е официјален, да се разбереме, туку се уште се само некакви гласери, но за овој ДУП еве веќе зборуваат советниците од општина Карпуш дека наводно бил подготвен, дека ќе се гласа. Значи, да, зборуваме за 42 згради од потек Александар Палас до изворите на Лепенец помеѓу Илинденска и Вардар. Значи, тоа е точно, да речеме, најкритичниот дел од тоа загрозено подржје. Значи, тоа не смее да се замисли. Некој ако сака да прави таков комплекс од згради, може да го направи од булеварот 8 септември надоле према центар. Тој потез е во заштитните зони. Не ажурност на нашите институции, затоа треба да се благовремено пишува и надржните од водовод, и секторот за животна средина од градот, и Министерството за живот, и не треба да се дозволи да не си играме, водата е основна животна субстанца, да не останеме без вода. Тоа подрачје на бунарите не резика, што има 4 бунари. И на бунарите од другата страна на Лепенец, кај што се влива 3 бунари, дава 1420 литра во секунда квалитетна вода, 80 метра се бушини тие. Се зема од 70 метра пумпите се. 1400, како да се водоснабдева една битула. И тоа подрачје, бунарското подрачје таму е лоцирано на основа, водостопанска основа на Скопското подрачје, изработено од Градежниот факултет, Институтот под хидротехника, од нашите професори кои нас не остручиле. Недопирливоста до надлежните води до вака. Треба стручните луѓе да се повика, да се поразговара и да се Овие експертизи што викам, има еден Златко Илиевски, професор на факултетот во Штип, експерт за подземни води, тој е учесник и во националната стратегија, да го повикаат стручно, за да не си дадеме автогол. Да, но вие имате алармирано изборувано дека изводот Рашче исто така не е се уште безбеден. Таму ми се чини дека се нема направено ништо повод тие ваши апели и анализи на некој начин кои изборуваат за Рашче, за неговата загрозеност, за она што би можело таму евентуално да се случи. Значи, изворот Рашче го имаме само на 18 километри од Скопје, дава просечен капацитет од 4150 литри во секунда. Замислете, што е секунда 4150. Треба да го чуваме ко очите наши. Таму постои депонија од комбинатот Југохром на наше инсистирање. Првата влада, Лепавцов беше министер, ја свати работа, бидејќи работеше во заводот, е стручник за ова работа, се направи пречистителна станица. Одредени луѓе во животна средина, кога беше кризата за строја беше скапа, ја исклучуваат. Недопустливо е тоа. Таа депонија треба да ја нема од тоа. Наша заложба е со години. Меѓутоа дојдено е крај затоа што во пиезометрите кажува зголемина пристува на 600 валентен хром. Луѓето стручни пред мене, од кои сме ни учили, имаме пишувано до Америка, до Словенија, до Италија, до сите викат технологии за пречистување, но и не смееме да си депонијата треба да ја нема. По студијата што е изработено ГИМ ЕВА, таа кошта 108 милиона евра. Тоа е ништо за државата. 108 милиони евра за да се исчисти депонијата? Да ја нема депонијата. Што е проблемот? Целата депонија, кога врне дожд, има исцедок и иде 600 валетија. А тука веднаш на 100 метра е депонијата па Вардар и е планината Жеден. Тука има подземна акумулација која се храни од чарските води, од снегови зависи каква е хидролет. Таа треба да ја нема, то не се никакви пари за државата, затоа што да го заштитиме Рашче за да не биде касно. Направена е студија за трајно решение, исто од ГИМ направена, да ја нема. 12 месец 2014 е предадена во животна средина, уште не е објавена како јавен документ. Мене, бидејќи ме познаваат луѓето, ми ја дават за да
умерено укажуваме да се превеземе побрзо. Правам напори сега да дојдам до новиот министер за животна средина да го информирам да не си играат со ова работа. Еве да кажеме сега стушна дават 15 милиона евра за линданот во Охис. Добро е тоа. Меѓутоа, јас тие пари би ги преусмерил овде. Затоа што со линданот во Охис ние ја плативме цената. Се загадија бунарите во Драчево и ние од крстот во аеродром сме направили 7 километра фи 500. До Зелениково 5 км фи 300. Значи таа цена приоритет треба да најцрна точка во државата е заштитата на најопасна е депонијата, затоа што се водоснабдуваат 600.000 жители на Скопје и околината. Да, а тоа вие што го зборувате како може да се загадат подземните извори преку дождовите, преку водата која полира, токму тоа е интересно се е случило и во Струга. Еве, тоа го пиша експертите, потполно истата работа за која вие алармирате. За жал, велите дека не постои координација помеѓу институциите, дека премногу е децентрализирана оваа политика на води, ајде да речеме, дека потребна е централизација во една институција, но тука имаме и националната стратегија за води, која ми се чини исто така не се спроведува како што треба. Значи, ова е на некој начин поврзано. Значи, мора водата како основа животно да се делува, значи проблемот е со национално ниво, не е тоа, треба да биде координирано, интегрирано од едно место. 2012 во парламент кој само тој документ, после има водостопанско планови за речни сливови. И таа работа, да кажеме, тешко се допира, јас ги правам напорите, да кажеме, разговарам, меѓутоа последно ме што си идам со новиот министер животно е да му укажам и да се тоа делува за да не ни биде касно. Еве што велите вие во Струга. Замислите сега на копано на тие дупки, земјиштето си било набиено, ако дојдат површински води, да кажа, не може да продрат, сега е тоа све раскопано. Замислите да удри еден дожд како што беше во Стајковци. Па то може да го промени текот на изворот. Исто тие со бунарите во Нерези Лепенет. Ти ќе правиш 30 згради. Искупите на зградите, катастрофа. Од незнаење и неорганизираност. Еве, сега за Струга гледате. Каде инспекцијата во животна средина да реагира? Каде инспекцијата во транспорт и врски? Таму има државен комунален инспекторат. И основен проблем е, овие од животна средина велат, ние не сме надлежни за водата за пиење. Како не сте надлежни? Затоа што законот за водоснабдување, број 6 водоснабдување од ведувани отпадни води во која јас сум учесник во работната група, е донесен во тоа време први во Југославија. Тоа порано беше да се регулираше со одлуки на Советот, на градот Скопје, на Белград, на Загреб, на Битола, на Куманово. Стои надлежен е инспекторатот за комунални работи. Има во земјоделие управа за водостопанство, во животна средина има сектор за управа за животна средина и сектор за води, то треба таму да биде, да прерасне во управа. Се што е со води, со одредени измени на законите, треба да дојде во живот, да се знае кој е одговорен и вака тешко ни се пишува. Да, кога зборуваме за националната стратегија, што предвидува таа всушност? Еве што треба да се направи, а не е направено? Значи, националната стратегија вика во Македонија се направена согласно сите европски директиви, изработена од словенци со помош на наши експерти, меѓу кои учесник е овој Златко Илиевски, што ви кажувам, од ГИМ, предвидува интегрирано и координирано се што е со води да дојде на едно место и да се знае кој е одговор. И не е мрднато од тогаш. И сега мојата последна заложба е, се знам со заменик министерка Ана Лашковска, со преку неа да отидам, али да со министерот новиот да се тоа направи за да немаме вакви проблеми. Што е проблемот со Струга?
Што е сеат? Нема одговорност. Слушале ние одговорност нешто што беше во Струмица, во еве и овде сега така. Кој е одговорен? Општината Струга и предпријатието што стопанисува со водовод има обрска е него. 83 година е донесен правилник за заштитни зони. За заштитни зони, во кои се пропишани. Треба да се направи експертиза, да се види прва зона на строг санитарен, значи заградене и 24 часовно обезбедување, во пошироката што смее, што не смее. Сето тоа се работи со ние Скопски водовод, градот направил коцек кој беше многу пизометри, тие се следат какво е, до кое е нивото и што е квалитетот на се гледа како продира шестовалентниот хром во Раче. Тоа, да кажеме, не знам, во Струга не е некоја мала општина со 2000 жители, 50.000 водоснабдева. Значи, тука треба да има одговорност за наддржите од општината, од предпријатија кои стопанисуваат. Значи, треба да има експертиза или елаборат, го викат, изработено од властна институција и да се знае како да се... И така за секој град. Кога зборувате дека нема одговорност, она што можеби ќе се случи во Струга, поучени од нашето искуство, е дека на крајот ќе одговараат тие две фирми кои копале, и тоа одговарање не знам како ќе биде, не е дека тие не се виновни, но сега не знаеме и какви дозволи имаме. Доколку, например, фирмите им били издадени сите потребни дозволи да копаат, не знаеме сега, ова е се хипотетички. Но сето може да се заврши со тоа што тие две фирми ќе бидат извадени на неков тапет пред јавноста, тоа така, а тоа, кој им дал дозволи тамо да копаат? Каде се надлежните институции? Каде е, како што велите, Министерството за животна средина? Каде е Републичкиот инспекторат? Каде е општината? Каде се сите други институции? Сето тоа ќе се заташка и ќе остане на страна. И тоа се случувало со години. На жалост, тоа е и мојата бојазност и за Скопје, за Рачи, и за бунарите е таква, затоа што, кажеме, сега треба да се види тие институции што копале тамо, дали има некој им дал концесија. Ако некој им дал концесија, значи треба да одговара тој што им го дозволил тоа. Имало ли експертиза или лаборат за заштитните зони? Ако нема, надлежна е да тоа да го изготви општината. Со најновиот закон за води, донесен број 80 до 2008 година, заштитните зони ги носи владата на врз основа член 96 со законот за води, вика заштитните зони ги утврдува влада. Што е тоа? Врз основа на оваа експертиза што е изработена за бунарското подрачје, само му става правна форма врз основа на член 96.1, владата на седница таа и таа, а овде пишува што е ограничено и што е забрането. Во Скопски водовод за бунарското подрачје од 2017 до денеска не е донесен. Да. Таму ние имаме зборувано за тоа во минатото дека над Рашче има една мини хидроцентрала, која исто така постои опасност да прелеи да го загади изворот. Тие мини хидроцентрали, со вас не сме зборувале за ова, сме зборувале со други експерти кои предупредуваат дека бенефитот од нив е мал во поглед на тоа колку енергија произведуваат, а дека еколошката штета која нанесуваат е многу поголема. Моите информации не сум бил да видам хидроцентрала, него се точни. Барале тие согласност од надлежните институции. Не им е дозволено да направат милек. Хидроцентралата е лоцирана меѓу депонијата и планината Жеде. Недозволиво. Ти таа да бидеш само да го дигнеш нивото на Вардар 1 метро. Постои бојазност, загаденоста од шестовалентниот да продире во планината Жеде. Недопустиво е тоа. Нема одговорност од владнеш, затоа вика расцепканоста на наддржноста на многу институции со водите и затоа не смее да имам информација од тој што не им дал согласност, надивено како може да се направи. Што велите вие? Па тој треба утре струјата да ја произведу, да ја продава. Ма кај на све е можно? Да, како би ја продавал, да. Доколку немаме до душе информации многу за тој проект, поточни информации за да може
да направиме една анализа, но доколку е така, тоа е навистина опасност. Добро, господин Начков, еве зборуваме за ова неколку пати. Сега зборуваме вонредно и поради состојбата во Струга и сакаме еве да го навратиме овој проблем. Не знаеме како ќе биде со тој дуп во Карпош и во Ѓорче Петров, кој исто така го опфаќа, дали тамо ќе се гради или нема да се гради, ќе видиме. Но што би очекувале еве сега вие како реакција од сето ова што го зборуваме и дали ова ќе допре до некого и што би требало да смени за работите да се вратат на свое место и да имаме безбедна вода. Она трагедија во Кочани треба да ни даде да не освести на сите полиња дека кога ќе се случи нешто, на жалост тоа е жалостна трагедија, меѓутоа градоначалникот Радко Димитров кој е легализирал шурта пред 12 години и градоначалникот после него и Љупчо Папазов, мој пријател, беше 2 мандата директор на Водовод, одлежаа по 1 месец затвор, сега и ќе бидат осудени. За ова работа, не дај Боже да се случи, џабе ќе биде, што сака нека им прават на тие што подпишале и што не. Сите ќе го осетиме. Затоа треба на време да се превземе за да не дојде до ова работа. Во дупот во Ѓорче Петров, луѓе веќе инвеститори, знаеме кои се што прават, купуваат земјиште. Рачунајќи дека ќе добија 17-22 катница. Како може тоа? Таму може да иде максимум, викам, едно ниво надоле, за хидростаница и подстаница, и дозволено и согласно ГУПот на Скопје. Тој дуп е донесен без согласност на градот. Само е тамо констатирано затајување, доставиле барање, не им е одговорено. Од Водовод има негативно мислење на 5 страни и напишено. Треба тој во културна форма да се повлече. Ниеден дуп не може да биде поважен од водоснабдувањето на Скопје. Да се донесе со сите согласности, сите забелешки што ги има и да се функционира како што треба. Вака се на сила, не знам кај ќе не доведе. Да. Добро, господин Начков, ви благодарам за ова гостување. Ќе ја следиме состојбата и да се надеваме дека еве нешто од ова ќе добре до надлежните. Јас ви предлагам сега, пошто ти и Горан Петровски отел ми ја држите ова тема, за она што велите и за мини хидроцентралата и за работата на пречистителната станица, да отидеме на терен и да се увериме и тоа да го документираме. Се гледа тоа. Ако помнеш до градата дали работат пречистителната станица во Југокром, за целта на ова моја заложба, еви вие што ја држите, е да ги поттикнеме институциите да работат како што треба за доброто на сите нас. Се разбира. Господин Начков, ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Останете со нас, почитувани, уште една куса пауза правиме и продолжуваме со Славко Лазовски, даночен експерт.